Во знак на револ заради ниската откупна цена на младиот компир, со трактори и земјоделска механизација, земјоделците од Иловица и Штука струмичко го блокираа патот кон овие населени места. Компирот се откупува по цена од 15 денари, што за Владо Малинов од Штука е неприфатлива. Според него, подобро компирот да скапува во нивата, отколку да се мачи да го носи на откуп. Ке скапа, кажах, јас станирачето, нека влезат одма, ја тук која се станираче, нека го и станира. Зашо ќе владам јас тук компир? И зашо си се мачил, шефе? Ебе, господине, шо да правам? Значи јас имам дома деца и мора јас да произведам. На тие 15 денари јас немам покритие. 3 приколици ѓубре имам домашно по 5.000, 15.000. Имам 5 врејки ѓубре вештачко по 1000 денара, 5.000. Земјоделците се гневни, сметат дека власта дозволува откупувачите и трговците да се играат со нивната мака, бидејќи секојдневно цената се менува. Најавија дека нема да пропуштаат камиони до откупните пунктови во овие села. Треба се кача барем 25. Доколку не се кача, не се местимо тук. 5-10 дена ќе седиме тук, не бе. Со овие 15 денари ќе успеете ли да ги покриете производствените трошоци? Имате ли нешто за работувачки или? Не можеш вака да си купи. Нема, 15 динара ништо. Од 25 динара и малку. Ама е барем 25 дей. Значи компир се тера. Компир секој ден се товара по 4-5 шлепера, а на нас нема пари. Значи возам 33 од 50 година. Зашо да не земам нова машина? Или само ќе вртим апарта, торпа, лома, ѓубре. Од година па исто. Не дојдел еден, наши, ваши. Еден нема тука да напита шо е проблем. Страмота и греота за тај народ тука, гледај. Сите изнемоштени, сите намрштени, сите невесели. На шо личи тоа? Така ли држава ние ќе градиме? Немам зборови шо да кажам, тоа е жално, страмно, значи. Немам зборове, на кој начин да се искажем. Што барате конкретно? Еве, може ли... Ние бараме една стабилна цена да се задржа на 20 динара. Не сакаме 30-35. Да се пресече. 20 динара, другари, кој сака нека искарва, кој не. Не одговара, нека турат ключу на магазино, не откупуваме компир. Ова не е прв пат да реагираат раноградинарите од Иловица и Штука. Изминативе години знаеа директно да ги блокираат откупните пунктови барајќи по високи цени. Сега се договорени да не го предаваат производството. Во атарите на Иловица и Штука има над 100 хектари засејано со млад компир. Земјоделците не се откажуваат од барањето по висока откупна цена. Во спротивно, остануваат на блокадите на патниот правец.